Скопје со денови е блокирано, граѓаните со право се револтирани. Кое е решението? Разговараме со Ленин Јовановски од Слобода превоз. Господин Јовановски, добре дојдовте во студијата на Република. Така, Скопје со денови е блокирано, граѓаните се револтирани. Има ли решение? Решението го имаше и претходно и беше многу поедноставно, додека имаше само еден проблем на кој што посочуваа приватните превозници, а тоа беше долгот од јавното сообраќајно на предпријатие и прекин на редовните неделни исплати. И доколку тоа се решеше и продолжеше, веднаш ќе беа вклучени во превозот и ќе продолжаа да си вршат своите обврски. Меѓутоа, како што гледаме, еден неодговорен однос од страна на градоначалничката, која наместо да го решава проблемот, влезе во одредени изјави, дефокусирање на јавноста, зборување за некакви криминали и така натаму, со што нема никаква основа. И во наредниот период, наместо еден проблем, веќе почна да се создаваат нови. Имавме втор проблем каде што беше раскинат договорот со Слобода превоз, со што практично приватните превозници остануваат без работа, без екзистенција, без она што го работат повеќе од 30 години. Сега оди и трет проблем, се објавува некаков чуден, се најави објава на еден чуден оглас кој што не знаеме каков ќе биде, ќе го видиме кој ќе биде објавен за да може да го коментираме, меѓутоа превозниците и понатаму остануваат на улиците и покрај тоа што тие се колатералата или едноставно жртвата на едно такво неодговорно однесување, стануваат проблеми за одреден број на граѓани кои што се револтирани заради нивното присуство и покрај тоа што има голем број кои што исто ги поддржуваат. Потврдувате дека граѓаните со право се револтирани и на крајот на криштата тие се најголемите жртви покрај вашата фирма која нема земено. Во секој случај граѓаните не треба да го трпат ова, и ако некој треба да мисли и да прави нешто што е во нивни интерес, тоа е градоначалникот на град Скопје, кој што, како што знаете, се крие, го нема, не е достапен за јавноста, не ги прима превозниците да можат да се ги искажат своите маки, ставови и не сака да седне на маса да се изнајде решение. Така, ги наведовте сите проблеми. Ајде да почнеме прво од почеток. Што е проблемот со долгот? Колков е долгот? Долгот беше 61 милиони и 800, долг кој што е неспорен, долг кој што е усогласен со сметководствената евиденција на јавното сообраќајно предпријатие и за кој што немаше понудено решение ниту од градот Скопје, ниту од јавното сообраќајно предпријатие. Овие се повело дека дел од долгот е исплатен. Колку е исплатен? Никаков дел од долгот не е исплатен од моментот кога приватните превозници го побара да им биде исплатен. Значи нема никаква сума од 100 милиони динари. Значи да, заедно со оној долг што е во Мак Експрес е од прилика толку, со тоа што во тој долг не е прерачунато оној што сега ќе доспее за месец ноември, кој што треба да ја зголеми во Слобода превоз, сумата за некаде околу 17. Значи да твrdиме, колку ви должи градот вкупно? Градот не ни должи ништо, значи должи јавното сообраќајно предпријатие во моментов фактуриран долг над 61 милиони 800. Што е проблемот со картите? Се чини на никого не му е јасно. Градоначалничката рече дека можела да купи карта со пари во приватните превозници, исто и вие го рековте вие за ВЈСП. Што е? Значи не е точно, приватните превозници не продаваат билети во автобусите, граѓаните ги користат услугите на приватните превозници со билет купен од јавното сообраќајно предпријатие, кој што при влезот го валидираат во системот во кој што се опремени приватните превозници. Целиот приход од продадени карти и по друг основ на превоз на патници се слеваат во јавното сообраќајно предпријатие. Тоа е факт кој што го знае секој што е вклучен во процесот, го знаат корисниците на услугите дека приватните превозници не продаваат карти заради тоа што фискалните апарати кои што се дел од инсталираната опрема на јавното сообраќајно предпријатие кој што има договорна врска да се грижи за нивната исправност не функционираат и тие не продаваат заради тоа доколку продаваат ќе го прекршат законот за готовинско плаќање, каде што јасно е кажано дека на местото каде што се врши готовинско плаќање треба да се издаде фискална сметка. Значи манипулира рачуничка?
апсолутно манипулира, изнесува неточни податоци и тоа е лесно докажливо. Така, градот објави повик за линиите 20 и 22 за приватни понудници и вие не смеете да конкурирате. Не сме го виделе повикот се уште, меѓутоа ја знаеме на изјава, односно она што известување што стигнало од градот Скопје до медиумите, го прочитавме, видовме дека она што го најавувавме дека не може приватните превозници поединечно како таква структура да конкурираат на еден таков оглас и тој оглас не може да е така објавен. Тоа можевме да го видиме до известувањето, бидејќи се работи за еден пакет најавен од две линии, тоа се 20 и 22, кој што ќе видиме како ќе биде огласен за да може да го коментираме. Сега во моментот не знам, меѓутоа според она што јас го имам како сознание, на тој пакет на линии нема да се појават никој од постојните приватни превозници заради тоа што тие се уште имаат активен долг и никој не има гаранција со ваквото однесување на градоначалничката и директорот на јавното сообраќајно предпријатие дека ако продолжат да работат по новиот оглас дека ќе им биде платено и дека нема да се соочат повторно да после 2-3 месеци од кога ќе работат некој им каже ќе ви го раскинеме договорот, немаме да ви платиме, тужете на суд. Дали е целта да се донесат така наречени заменски превозници? Се шпекулира за превозници од Бугарија? Ги слушам тие шпекулации, не можам да ги потврдам, немам никаква конкретна информација во врска со тоа. Се е возможно, меѓутоа она што предпоставувам дека е неизводливо заради тоа што да се обезбедат толку многу возачи кои што ги нема моментално градот Скопје, а кои што возила, ајде да кажеме, поедноставно да се обезбедат, меѓутоа потешко е за возачи. Тешко е изводливо, меѓутоа не е невозможно, теоретски може. Така. Премиерот Ковачевски пред неколку дена најави помош за јавните предпријатија, а ЈСП не го спомна. Дали е тоа двоен аршин од страна на премиерот? Улогата на премиерот и на владата во овој случај не знам докрај колку им се можностите, во секој случај предпоставувам дека може финансиски да помогнат. Но ЈСП секогаш му требало финансиска помош, може и сега. Иако зборуваме дека имаме акутен проблем, ако имаме превозници кои што се на улици, кои што протестираат, сметам дека приоритетот треба да се даде таму и таму да се затвори проблемот, па после сите оние други кои што евентуално следуваат. Меѓутоа се покажа дека ваквиот начин на функционирање на раководење, односно менаџирање на кое што градоначалничката најмногу се повикуваше, излегува на виделина дека овие процеси воопшто добро не се менаџираат и наместо и таму кај што има проблеми, кај што проблемите се реални и се можеби потешки за решавање, не постои принцип или начин соодветен кој што би покажал добра волја за таквото решавање. Значи се работи за неспособност и незнаење да се менаџираат процесите во криза. Така, господин Јовановски, вие сте познат на македонската јавност, на изборите ве видовме заедно со градоначалничката Данела. Што се случи во вашиот однос? Односите се сменија готово преку ноќ. Во моментот кога јас застанав во одбрана на приватните превозници и во одбрана на побарувањето на нивниот долг, веќе следниот ден имаше неочекуван и да кажам за препастувачки и чуден напад со тешки квалификации за одредени криминали, не знам што беше спомнато и со билетите или некои други квалификации и моменти кои што ме оставија зачуден и сметам дека сепак тоа комуницирање, да кажем, или таа блискост, ако може да се каже, е или на некој начин изневерена, злоупотребена или било како. Ние ја поддржувавме градоначалничката и пред изборите, и после изборите, и за време на сите оние проблеми со кои што се соочуваше, со надеж дека таа ќе постапи и ќе се заложи да исполни некои од ветувањата кои што директно им ги даде на приватните превозници, за кои што лично сме разговарале, заради што ја доби и мојата лична поддршка и нивната, меѓутоа се смени од кога веројатно седна на тоа столче и го смени мислењето и концептот за нејзино понадамошно управување од позиција на градоначалник. Се кајате што ја поддржат? Не се каам, меѓутоа факт е дека сум излажен. Значи,
кога се работи за некој човек кој што ќе знае да ви влие на некој начин доверба, кој што ќе ви вети нешто, не го исполнува, јас можам само да бидам разочаран и евентуално да се извинам ако тоа нешто му значи на никого за таа поддршка што ја дадов, заради тоа што бев изманипулиран на еден многу перфиден начин за кој што гледам дека се работи за една сосема поинаква личност од онаа која што јас мислев дека ја познав. Значи не сте веќе пријатели? Не сум пријател, не можете вие на пријателот да го бодете, да го врегате, да му правите непријатни состојби, особено од позиција на градоначалник, кај што сепак вашата позиција има пристап до медиумите, многу луѓе веруваат на она што ќе го кажете и никој не би помислил дека такви лаги и манипулации на таков начин би биле излезени од една таква висока позиција која што е доверена моментално на ДНР. За крај да резумираме, значи протестите продолжуваат на страна. Да, протестите продолжуваат. Јас денеска и за некои други медиуми кажав дека со оглед на тоа што во изминатиот период, особено последниве денови, моето име стана малку повеќе споменувано во целата оваа приказка, каде што гледаме дека некој врз основа на тоа сака да манипулира, да дефокусира, да даде една политичка компонента и да гледа во мене како некаков проблем во целава ситуација, дека сето ова поттикнато од некакви политички причини, па некои други од бизнис интереси, па почнаа да се појавуваат покрај името и мои одредени фотографии кои што у принцип се црпат од мојот Facebook статус статуси кои што биле јавно објавувани, не се ништо тајна. И сметам дека со да кажам моето повлекување од јавноста во однос на овие протести и овие проблеми ќе придонесам да приватните превозници навистина го решат проблемот, а јас да не сум име за подкусурување на некои политички недоразбирања или оправдувања. Сакам да им ги скратам можностите на сите оние кои што се обидоа да го дефокусираат проблемот на мене лично или на оно што го работам, или на моето семејство, или на моето однесување во јавноста, па дури ако можам да споменам, имаше и една фотографија од мое присуство на еден хуманитарен настан, каде што сум ја принцип секогаш присутен. Почна да се злоупотребуваат, да кажам, одредени состојби, да бидат преименувани суштините во јавноста и сметам дека на тој начин ќе помогнам да им олеснам на приватните превозници да не бидат жртва покрај на оној проблем што го имаат и на одредени политички оправдувања или неспособноста на одредени фактори да се префрла на мене, да кажам, лично. Така, значи автобусите остануваат на улиците, на вас ќе нема во медиумите или ќе ви има помалку? Тоа планирам да биде така. Во секој случај, реков, сакам да олеснам и сакам да помогнам во оваа цела ситуација. Се надевам дека оние кои што се надлежни институции похрабро ќе се вклучат во ова, бидејќи нема да има веројатно некој друг изговор и ќе го решат проблемот суштинскиот на приватните превозници, ќе им го исплатат долгот и ќе ги вклучат во превозот за да може да го вршат она и да екзистираат од таа работа која што работат. Господин Јовановски, ви благодарам за интервјуто, ви посакувам многу среќа да го решите овој проблем и на интерес на прецена Скопје. Ви благодарам на вас, се надевам дека навистина скопјани нема да бидат исто така жртва на сето ова непромислено што се случува. Ви благодарам за интервјуто. Ви благодарам.